Нека е со среќа денешниот изборен ден. Очекувам граѓаните на Струмица, на Струмичко и на цела Република Македонија гордо и достоинствено да излезат на гласачките места, да ја искажат собствената волја, да кажат кои се тие политички партии кои што сметат дека ќе ги представуваат нивните интереси. Најважно од се е да имаме фер и демократски избори и вечер да слави демократијата во Република Македонија, да бидеме земја која што гордо може да каже дека ги исполнила високите европски стандарди и да кажеме дека сме вистинска земја која што треба да биде дел од големото европско семејство. Јас очекувам граѓаните на Република Македонија, граѓаните на Струмица да покажат висока демократска зрелост и да помене се во најдобар ред. Така, накој со околу резултатите од диаспората? Па, очекувано беше дека резултатите ќе бидат такви. Јас сум горда што за прв пат нашата диаспора гласаше и исто така ја покажа собствената волја. Да очекуваме во текот на денешниот ден граѓаните на Република Македонија да го вреднуваат она што е сработено и резултатите од тоа што е постигнато беше. Ова е историски ден за Македонија, за нашата држава, каде што граѓаните денеска се определуваат дали Македонија сака да биде поуспешна, побогата и подобра. Јас мислам дека граѓаните го знаат тоа и ќе дадат јака подршка за, ќе кажат да, за реформи и развој. Според моите информации од изитурано сите избирачки места се навреме отворени без никакви проблеми. Гласањето се одвива во фер и демократска атмосфера. До сега е 11 часот, не се забележени буквално никакви инциденти. Одзивот е добар, некаде околу до 10 часот беше околу 15% и се надевам дека до крајот на денот изборите ќе продолжат да се одвиваат во таа насока. Значи најважно е луѓето да излезат да гласат, да изборите да бидат фер и демократски и секој да си гласи според своето убедување. Така, накусо како ќе ги искоментирате резултатите од диаспората? Резултатите од диаспората, верувам дека ова снимка ќе оди после 19 часа, за да не го прекршиме законот. Значи за сега ВМРО ДПМН е 3-0 спрема СДСМ, значи и во Австралија, Европа и Америка кандидатите на ВМРО ДПМН убедливо извојуваат победа за изборите кои што се и денеска тука. Тие се одржаа вчера по конзулатите и амбасадите. Денеска пред се очекувам фер и демократски избори, затоа што на Република Македонија требаат фер и демократски избори. Очекувам граѓаните масовно да излезат, затоа што се овие нивните 5 минути да одлучат кој ќе ги води следниве 4 години. И секако да се одлучат за оној кој што им нуди подобра иднина, подобар просперитет за работниците, повеќе права, за земјоделците подобар пласман и подобар живот, за младите да не останат тука во државата и за пензионерите по достоинствен живот во старост. Очекувам дека ќе знаат да ја искористат шансата и на крајот сепак најважно е да имаме слободни и демократски избори. Без притисок од институциите, без притисок од политичките партии. Еве, денеска на овој свечен ден го завршивме за мене и овој свечен чин да гласаме. Го дадовме својот глас секој према своето мислење и јас како кандидат се разгледа за број 10. Колку што сум информиран, досега гласањето оди сосема коректно и добро. Со мали исклучоци, мали проблеми, каде што се уште, како што најавив пред 2 дена, државни службеници ги злоупотребуваат своите службени легитимации, да кажем. А инаку излезеноста е добра, во 10 часот беше околу 16% ниво на општина Струмица. Добре, еве, имавме чест како и сите граѓани да го искористиме нашето уставно право, да гласаме на овие парламентарни избори. Посакувам среќа за цела Македонија. Посакувам берекет и подобра иднина за сите и конечно се надеваме дека на економски план да тргнат работите во државата. Да се почувствува берекетот и добрите движења кон Европската унија и НАТО. Се надевам дека од овие избори граѓаните после неколку години ќе излезат многу пострекни, позадоволни и секако со подобра и поперспективна иднина за сите. За прв пат на овие избори гласаше и диаспората. Како ги оценувате гласовите таму? Апсолутно нашиот став во делот на диаспората е јасен.
немаше никаква организација во тој дел, но секако честа да се гласа и на нашите сограѓани кои што живеат надвор, како за прв пат е добра прилика. Сигурно се надевам дека веќе на наредните избори ќе има и подобра организација и подобра можност. Жално е тоа што многу луѓе, познаници кои што живеат надвор од Македонија, се наши македонци, не можеле да ги следат сите регуларности и регулативи по дело да го исполнат своето гласачко право како македонци. Се надевам на подобра организација дека во иднина сите македонци кои што сакат да гласат ќе може да гласат во диаспората.